Пандемија од лажни вести ја преплави јавната и медиумската сцена. Креаторите на овие вести, без разлика дали се некакви медиуми или поединци на социјалните мрежи, свесно ја дезинформираат јавноста и во екстремно чувствителна ситуација создаваат страв и паника кај луѓето. Лажните вести во време на корона кризата се шират многу побрзо од останатите, дури и од самиот вирус. Читаме тоа што сакаме да читат и алгоритмите на социјалните мрежи всушност препознаваат кои се нашите преференции. И никогаш нема да излеземе од тој наш круг, кој што е на еден начин волшебен круг, за да видиме што другиот мисли. И сега, ако од една страна имаме луѓе кои што се подобро информирани, или кои што сакаат да проверат од 2 или од 3 извори, имаме голема група на луѓе, и млади и постари, кои што само ги читаат оние вести кои што се поистоветуваат со нивните вредности и нивниот начин на размислување. Феноменот на лажните вести започнува многу пред појавата на коронавирусот, пред повеќе од деценија со појавата на Facebook, но експанзија доживеа со случајот Брекзит, односно кампањата за напуштање на Британија од Европската Унија и со председателската кампања на Доналд Трамп, а се продлабочуваат со наводниот патент со микрочип во телата на луѓето заради нивното следење од компанијата на Бил Гейтс. Разни теории на заговор дека вирусот не постои, 5G мрежата која го ослабнува имунитетот и го предизвикува вирусот, што допринесе во Британија да бидат запалени столбови на мобилната телефонија. Состојбата кај нас не е поразлична од останатите држави, бидејќи за лажните вести не постојат граници. Во однос на она што ние го правиме внатре, тоа беше онаа промоција наша на Промедија МК, тоа е регистарот на професионални онлайн медиуми, кои што требаше да задоволат и задоволуваат одредени стандарди на професионалност и етичност во работењето. И тоа е еден добар показател како медиумите кои што се дел од тој регистар треба да се однесуваат кон таквите лажни вести. Имавме навистина многу малку прекршувања во овие медиуми што се дел од овој регистар во однос на она, и тоа е она што ги двоеше професионалните од непрофесионалните медиуми, односно оние што шират заради различни цели, тип на лажни вести. Во Советот за етика на медиумите податоците се поразителни. За жал, податоците беа поразителни. Значи, според однашна и наша статистика интерна во работата на Комисијата за жалби, речиси 80% заедно сите жалби што ги добиваме се однесуваат на непроверени и неточни информации и на сензационалистичко известување. А речиси повеќе од половина од вкупниот број на жалби се однесуваат токму на текстови поврзани со корона кризата. Истражувањето на Евротинк од фондацијата Метаморфозис покажало дека дури 90% од новинарите имаат потреба од едукација, бидејќи голем дел од вештините не ги добиваат во текот на образовниот процес. Имаме многу често појави заради ниското економско ниво, редакциите да се мали и да нема ниту време, па во некој случај ниту волја да се врши проверката на факти интерно. Со нашите активности од Метаморфозис, со проверка на факти, се обидуваме да го доместиме до известна мера тој недостаток. Колкава штета може да направат лажните вести покажува случајот со интернет порталот СДК-МК, кој беше цел на напад поврзан со изборите, вакцинацијата и COVID-19. Беше фотошопирано логото и фонтот на букви, а на него на наслов: изборите на 15 јули ќе се искористат гласачите да се вакцинираат преку проектот на Бил и Мелинда Гейтс. Стануваше збор не само за лажна вест, стануваше збор за вест која што воопшто не постои. Меѓутоа, во исто време да направи и штета на медиумот, бидејќи го руши нашето реноме, нашиот имидж дека објавуваме проверени, вистински, професионално направени новинарски информации, а од друга страна им погодува на оние што се поборници на теориите на заговор околу ковидот. И тоа што се случува на социјалните мрежи, каде се споделуваат измислени или неточни информации, делува вознемирувачки и деструктивно на граѓаните и го одвлекува нивното внимание од вистинските информации. Лажните вести за коронавирусот се шират многу побрзо од останатите, бидејќи вирусот е мистерија и не постои лек за него. Во потрага по спас, по решение, граѓаните
многу брзо ги споделуваат на социјалните мрежи, а со тоа и самите учествуваат во ширењето на лажните вести. Лажните вести често се потикнати од политичари, лекари, етаблирани интелектуалци, кои пропагираат разни теории на заговор дека вирусот не постои или пак потекнува од еден центар на моќ. Таквите дезинформации се мамка за граѓаните. Колкава е штетата што може да ја направат лажните вести во време на пандемија? Во време на пандемија, дезинформациите значат човечки животи. Луѓе кои што поверувале, а имавме многу такви случаи на социјалните мрежи, дека со гаргара може да се заштитат, со пиење солена вода или нешто слично, дека може да се заштитат од вирусот, дека може тие луѓе се потенцијални не само преносители на вирусот кои што нема да се јават на време на преглед, туку и потенцијални негови први жртви. Има ли решение како да се справиме со напливот од лажни вести и штетата која ја предизвикуваат тие во време на пандемија со коронавирусот? Ова што е за нас врзано во делот на ковидот и пандемијата, мора сите институции да бидат нон-стоп отворени и да ги пласираат информациите и вестите во континуирана база, бидејќи сега информативниот циклус е 24 часа. Немаме одмор. Едноставно ни медиумите немаат одмор, нити пак овие институции, посебно тие кои што треба да имаат верификувани информации и точни информации, треба да имаат одмор. Но има и друг момент, а тоа е парадоксот на сите власти. Одредена вест која не им одговара да ја наречат лажна. Ние кога зборуваме како новинарски организации за борба со лажни вести, кога ја ставаме владата на маса, секогаш сме многу внимателни, затоа што знаеме, значи има такви примери каде што властите или центрите на моќ ги користат лажните вести за да манипулираат. Значи секој текст или секоја вест која што не им е покеив, која што не им се допаѓа, да ја етикетираат како лажна вест и на тој начин да ја намалат нејзината тежина или ефектот што треба да го предизвика во јавноста. Еснавските новинарски организации спас гледаат во медиумската писменост. ЗНМ покрај со новинарите работи на медиумско описменување на граѓаните преку најразлични форми, како што се кратките видеа. Тоа е една голема новина што ја воведовме, што ја правиме, на која што уште се работи и треба да се работи, за да можат граѓаните пред се да бидат запознаени со тоа кои се оние портали на кои што може да им се верува и оние медиуми на кои што може да им се верува, а кои се оние кои што може и треба да се сватат со резерва. Владата најави борба со лажните вести, а МВР соопшти дека ширењето на лажните вести ќе биде законски санкционирано. Никаков ефект, ние не во врска со ковидот, меѓутоа пред тоа имавме околу референдумот кога беше. Исто такви подметнувања на лажни вести. Исто со користење на нашето лого, со правење на дури и паралелни групи на Facebook со нашето лого и со нашето име. Пријавивме во МВР, до ден денес немаме никако, мислам во тој секторот за компјутерски криминал, до ден денес немаме никаков одговор околу тоа. Единствено остана сами да се бориме, сами можете да се борите со тоа што треба да бидете што по присутни на Facebook, да им објаснувате на луѓето, да плаќате дури пара за да им објасните дека ова е нашето вистинското, тоа другото е лажно, меѓутоа и тие ги имаат истите алатки за борба, така што кога станува збор за дигитални медиуми, кога станува збор особено за социјалните мрежи, мислам дека во овој момент дури битката ја губиме. И покрај дискусиите, трибините, обуките, написите за медиумска писменост, лажните вести имаат доминантно место на пазарот со информации и му нанесоа тежок удар на професионалното новинарство, но борбата за вистинските информации да си го добијат приматот продолжува. Клучот е во нашите раце, на новинарите, на медиумите, на граѓаните, на пошироката јавност, но и на институциите, кои ако умеат да ги препознаат, да ги селектираат и да укажат на лажните вести, ќе запре ширењето и штетата што ја предизвикуваат тие. За Врчанец вие имате изготвен акцијски план за борба против лажните вести
И сега во време на коронавирусот, кризата сама по себе доведе до експлозија всушност на тие лажни вести. Што направивте со акцијскиот план, го замрзнавте? Не, акцијскиот план се покажа како многу корисен. Добро е што сме го подготвиле, не знаејќи дека следува пандемија. Што направивте? Спроведовме дел од одредбите од тој акцијски план, го ставивме во функција протоколот за кризни комуникации, изработен во рамки на акцијскиот план, кој што подразбира дека во услови на кризно комуницирање сите капацитети комуникацијски на институциите се во полна пареја и тоа значи комуницирање динамично по два основи. Првиот, излегување во јавност веднаш штом се поседуваат информациите преку секојдневна комуникација. Тоа сака да ги спречите лажните вести и дезинформациите. Да, не оставате простор дезинформациите да се расшират. А секогаш кажувате точни вести, проверени, објективни. Вести кои што излегуваат од директно од институциите врз база на проверка. Институциите, говориме за владата. Владата не секогаш кажува вистините вести. Кога е во прашање јавното здравје и фактите во врска со јавното здравје, владата секогаш кажува вестините информации, а кога владата не поседува во одреден момент вестините информација, затоа ги известува новинарите дека одредена работа ќе биде проверена и веднаш што е проверена се пласира во јавноста. И тоа го видовме низ примерот на министерот Венко Филипче, кој што во развојот на кризата секојдневно излегуваше пред медиумите на долги пресконференции во директна... Клучната алка всушност, вие фокусот е околу Венко Филипче и тоа е всушност човекот кој ги убива лажните вести, презентирајќи... На почетокот на кризата беше фронталниот месенџер или гласник на владата. Се уште, меѓутоа не е единствениот, се разбира тука и портпаролите на владата, останатите министри, кои што комуницираат секој во своите ресори, сега веќе и кризниот штаб при Центарот за управување со кризи. Во овој акцијски план таа борба против лажните вести не се однесува, значи само фокусот не е само во владата. Така. Значи фокусот е особено се значајни и опасни социјалните мрежи што се покажа во целиот свет. Што тука работите? Како се борите против нив? Заради тоа што и порталите, да не ги заборавиме. Само да не биде јасно дека социјалните мрежи не се субјекти кои што продуцираат дезинформација, тоа се платформи на кои што сме присутни ние луѓето, односно повторно представниците на институциите, партиските ботови, да не ги комуникацијски заборавиме. центри на мој бизнис интерес и така натаму. Партиските ботови нема да ги споменате. Ги споменувам. Впрочем, сите оние кои што функционираме во офлайн светот, како чинители во општеството, сме и на интернет. Од тука социјалните мрежи треба да ги гледаме како онлайн платформа на која што функционира светот. Но кажав веќе, таму најголемата експлозија се случи токму околу корона кризата и кои претходно тие продуцираа. Она што владата конкретно го направи во сферата на интернетот и социјалните мрежи е најпрвен тоа што дигнавме платформа coronavirus.gov.mk, која што е централно место кој што ги собира сите релевантни информации кои што доаѓаат од институциите. Но тоа не ги и Светската здравствена организација. Тоа не ги спречи луѓето да продуцираат, така, да објавуваат лажни вести. Дополнително стапивме во партнерство, во, да речам, соработка со двете најголеми интернет платформи, Facebook и Google. Таму се верифицирани владините извори како кредибилни и релевантни. Тоа во целиот свет, Facebook и Google, во име на спречување на дезинформирањето, стапија во контакт со владите и денеска кога пребројувате на интернет, вестите кои што излегуваат од кредибилни извори се верификувани како проверени во име на институциите. Facebook не ги проверува Facebook, меѓутоа Facebook означува дека оваа вест или информација е проверена од одредена институција. Добро, Facebook и одредени вести и информации кои доаѓаа од самиот американски претседател ги тргаше. Но не можеме да ја наречеме кредибилна никаква медиумска платформа, познавајќи го нивниот бекграунд со Брекзитот, кога Марк Цукерберг беше на хиеринг токму заради... Мислам дека и тие научија некои лекции во после тие нивни случувања, демонстрира одреден капацитет на
спротивставување на Не до тенденциите. крај заради тоа што еве лажните вести на социјалните мрежи се уште. Така не, живеат дезинформирањето е глобален проблем со кој што ние и понатаму ќе се справуваме и затоа е потребна сеопфатна акција, односно учество на сите чинители против овој феномен кој што му штрети на светот, особено во услови на пандемија. Навистина е многу поштетно да ширите дезинформации кои што влијаат врз јавното здравје, споредено со тоа целта да ви биде некому да нанесете политичка штета. Но во таа борба на владата, вашата улога владина е проблематична заради тоа што борбата можете против лажните вести можете да однесете кај цензура, на кај цензура. Така е, многу сме свесни по ризиците. Имајќи предвид, ако се свртиме наназад што се случуваше во јавниот дискурс, јавните комуникации во нашата земја со претходните влади, затоа сме во постојана комуникација и со медиумските здруженија, и со фактчеки организациите. Внимаваме до каде ние земаме проактивна улога во борбата со дезинформациите и затоа велиме дека тој акцијски план е широка платформа во која што секој може да го најде своето место. И широко поле за манипулации и дезинформации. Така е. Меѓутоа, мислам дека со нашите чекори до сега воопшто не сме се ни доближиле до црвената линија, чие преминување би значило посегнување кон цензура. Оваа влада е демократска и нема намера тоа да го прави. Добра, оваа влада е демократска и постојано велите, ве цитирам, и постојано се обвинувате со ВМРО ДПМН за партиски ботови, за продуцирање на лажни вести, дезинформации. Тоа политичките партии. И манипулации. А владата реагира и кон ВМРО ДПМН и кон било која друга политичка партија, секогаш кога било кој чинител шири дезинформација која што му штети на јавното здравје. Ако вие излезете во име на политичка партија или компанија или друг чинител, објавите информација дека во земјава има уште 100 тестови за ковид, а притоа секојдневно по 300, а сега веќе и по 1000 и кусур луѓе се тестираат, владата е нужна да излезе да се спротивстави на такви дезинформации во интерес на спречување ширење паника кај населението. Што преземавте околу тоа? Освен што ги демантирате? Многу е важна брзината на реагирањето. Ние на тој кризен протокол на комуницирање ни наложува и не стави во функција да од една страна имаме активна транспарентност, ние брзо информираме, од друга страна секогаш кога ќе не се алертира или алармира појава на информација која што или е експлицитно лажна, или не сме сигурни дали е точна, веднаш влегуваме во проверка и брзо ја демантираме, оневозможувајќи истата да понатаму да добие поширока пенетрација низ јавниот дискурс. Добро, јас благодарам за овој разговор. Во февруари оваа година Тедрос Аданом Гебрејсус, генералниот директор на Светската здравствена организација, изјави дека COVID-19 не е единствената здравствена итна состојба со која се соочува светот. Ние исто така страдаме од инфодемија на лажни здравствени вести. Лажните вести се шират побрзо и полесно од овој вирус, рече тој, и се исто толку опасни. Најмалку 800 луѓе починаа низ целиот свет поради дезинформациите и лажните вести, поврзани со коронавирусот во првите 3 месеци од оваа година. Студија објавена во Американскиот журнал за тропска медицина и хигиена проценува дека околу 5800 луѓе биле примени во болница како резултат на лажни информации на социјалните мрежи. Многумина починаа од пиење метанол или производи за чистење врз основа на алкохол. Тие погрешно веруваат дека производите се лек за коронавирусот. Гласините преку интернет доведоа до напади на толпи во Индија и масовни труења во Иран. Телекомуникацијските инженери беа загрозени и нападнати, а јарболите за телефони беа запалени во Велика Британија и други земји, поради теориите на заговор што беа инкубирани и засилени на интернет за инсталирање на 5G преку што се шири вирусот. Но многу влади, представувајќи дека се борат против лажните вести, всушност воведуваат цензура и ја подриваат демократијата и слободата на медиумите. Кој е одговорот на Европската федерација на новинарите? Говори генералниот секретар Рикардо Гутиерес.
how do you fight, Ricardo, against coronavirus fake news? Well, I must say that our first task is to fight against the misuse of COVID context by governments to limit the capacity of journalists to work. You know, many governments in Europe are using the COVID context to impose restrictions to the press, restrictions to journalists. We've been monitoring, you know, the media freedom violations related to the COVID context, and we documented over 100 cases all over Europe. You know, the most common cases are arrests, you know, detentions of journalists. This happened at the start of the crisis. You know, journalists were not allowed to do their work simply. They were arrested in the streets. They were arrested when they tried to reach out to, you know, hospitals and things like this. So it was difficult for them to. There was no free flow of information. It was really difficult. The second big problem is about censorship. You know, many governments use the COVID context to close down websites, blogs. Of course, some of them were disseminating fake news, but we don't believe that's the smartest way to react to this. Then we had cases of verbal and physical attacks against journalists, sometimes from citizens. We also had restrictions on access to information laws. You know that in most of the European laws you have rules to allow journalists to access official information, and in some countries they restricted these laws. And finally, we had cases of fake news. Well, yes, fake news laws, anti-fake news laws. Not a lot of them. We had 5 countries, you know, related with this trend: Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Hungary, Romania, and Russia. So, as I told you initially, the main task for us is to fight against governments, politicians using the COVID context to restrict journalist rights. So you are saying that there is no way out of this situation. What is the solution? No, there is a way out. I think that we should rely on professional journalism, ethical journalism. What I say is that you know, censorship is not the antidote to fake news. We believe that you know, to fight against fake news, disinformation related to the COVID issue, the best cocktail would be, you know, to promote professional journalism, ethical journalism, so to respect ethical rules from journalists. Then I think it's important to promote media literacy, you know, to give the capacity to the citizens to make the difference themselves between a reliable information and a not reliable one. I think that something never mentioned by politicians is the need to improve transparency from those in power. You know, disinformation is fed by the lack of transparency. You can launch fake news when there is not enough transparency. But if you have a transparent context, you know, about the political decisions, health decisions, then it's much more difficult to spread fake news. So that would be, I would say, the best strategy, you know, to react to disinformation related to COVID, to improve the level of transparency, and that's something which should come from politicians, from those in power, to promote professional journalism, you know, ethical journalism, and to promote indeed media literacy.